Првиот снег во Штип смести 6 лица во болница. Сите тие се хоспитализирани како последице на верижен судер кај населбата Три чешми во кој учествувале 3 возила. Ова е едно од трите сообраќајни несреќи кои се случиле ноќеска, како резултат на врнежите од снег и ниските температури кои предизвикаа мрзнење на коловозите. Втората сообраќајка е на патот Штип-Велес и во неа е повредено едно лице, а третата е кај Пилав-Тепе на патот за Радовиш. Дури 6 лица се удриле едно во друго во штипската населба Сењак, но за среќа повредени нема. Од Македонија пат информира дека нивни екипи цела вечер се на терен, а состојбата на патиштата на истокот е следна. Имаме моментално снег, имаме Штип до Кадрифакова, натаму од Кадрифакова веќе нема снег. Патиштата веќе се суви, посолено, очистено и суви се. На дел на патиштата на регионалните магистралните патиштата се мокри, има остатъчен снег. Треба да се внимава при возењето, да ја прилагодуваат учесниците да сообраќаја брзината спрема условите на патот. Додека Телчево слабо снег има, освен горе спрема граница спрема Бугарија, Берово има нешто снег, додека Кочанскиот и другиот дел е суво. Во Штип продноста на улиците и тротоарите е оврскана Стипион и Исар. До сега е изфрлено преку 120 тона абразивен материјал, улиците од прв и вториот приоритет се чисти, на места со појава на каши снег. Продолжуваме и понатаму да ги чистиме улиците од трет приоритет и во текот на утрешниот ден ќе интервенираме и во селата кои се во надлежност на локалната самоуправа. Од страното подрачје се вршеше не само механичко чистење, туку фрлење на песок и сол, а исто така направивме на комбинација со тракторче кој има брана напред, значи не само механички, туку и машински го чистиме снегот од тротоарите, значи првично ги чистиме тротоарите во централното подрачје, а веќе и во поголемите населби се чисти и рачно и машински со тракторчето, како што кажав. Оценка на првиот човек на градот е дека јавните предпријатија добро се снајдоа на терен. Инаку сите улици кои што се од прва и од втора категорија се веќе исчистени, проводни, граѓаните можат безпречено да одат и на работа и до своите места каде што имаат замислено, така што можам да кажам дека сега за сега се одвива во најдобар ред. Продолжуваме и понатаму, будно да ја следиме состојбата и очекувам дека ќе одговориме на предизвиците кои што не очекуваат во наредните денови. Ниски температури и врнежи од снег се очекуваат и за престојните денови. За повредени лица и материјална штета да нема, неопходно е прилагодување. Ова важи и за пешаците, а особено за возачите.